Почитувани сограѓани, драги гости, покажавме дека знаеме да ги вратиме вистинските вредности во политиката, како што покажавме и дека до подобриот живот се стигнува единствено со макотрпна работа и со многу вложен труд. И на овие локални избори се водевме од истите принципи, вредности, критериуми. И на овие избори пред себе ја имавме Македонија и нејзините интереси и потреби. Ајде сега да покажеме што значи ВМРО ДПМН, што значи македонска каменица. Во тоа име го повикувам на сцената да ни се придружи човекот кој ја менуваше и ќе ја менува сликата на нашата општина. Човекот кој знае дека треба да се состава и да се гради. Човекот кој ја донесе и ќе ја продолжи преродбата во овие краишта од нашата татковина. Каменица сега има душа, а гледаме и поубав лик. Драги пријатели, кандидатот за градоначалник на општина Македонска Каменица, господинот доктор Дарко Митевски. Повелете, господине Богомаше, иде градоначалник. Добар ден, победничка Каменица! Добар ден за ВМРО ДПМН! Ако пред 15 дена кога имавме промоција, се прашувавме дали ќе има триумф во општина Македонска Каменица, денес сме сигурни. Во Македонска Каменица нема да има обична победа. Во Македонска Каменица ќе има триумф на овие избори. Почитуван заменик на председателот на владата на Република Македонија задолжен за економски прашања господин Владимир Пешевски, почитуван прадедник Владимир Горчев, почитуван заменик министер во Министерството за одбрана Емил Димитриев, почитуван државен секретар од Министерството за економија господин Анче Трифунов, почитувани пратеници и раководители. Имам посебна чест да ги поддржам членовите, активистите и симпатизерите на ВМРО ДПМН и моите поддржувачи од селата Тодоровци, кои вчера и денес добиваат асфалтен пат, они од Луковица, кои утре ќе добијат асфалтен пат, они од Косевица, да ги поздравам моите поддржувачи од Моштица, од Павлишдол, од Саса 1, Саса 2, да ги поддржам и оние од Дулица, од Сера 1, од Сера 2, а посебно моите најверни поддржувачи од Унијата на млади сили, од Унијата на жени и сите оние кои што поддржуваат една разумна политика за водење на општина Македонска Каменица. Почитувани блиски пријатели, дами и господа, морам да ви се заблагодарам за огромната поддршка и да изразам задоволство од вашиот интерес кон програмата за нов опредок на општината, за едината на општина Македонска Каменица. Нашата општина е силна, затоа што ја градиме со поддршката на граѓаните. Нашиот начин на раководење беше таков во изминатите години, така ќе биде и во иднина. Ценети присутни, тежок период за нас беше 2009 и 2010 година, кога моравме да ја раздолжуваме општината од долгови кои ги направија оние кои ја воде општината од кафеана, кои денес со критични пријави шират негативна енергија во нашата општина. Пред вас и пред Господ на овој свет ден,
кажувам една вистина, дека моравме да вратиме долг од 18 милиони денари на градежното друштво Пелагонија од Виница за изградба на градската црква, дека морав да вратам 10 милиони денари на Македонија пат за изградба на локалните патишта и дека морав да вратам 10 милиони денари кон други доверители. Затоа 2009 и 2010 година тешко ни одеше. И пред некој ден на една промоција со 100 луѓе, половина од тоа колку што ние денес возила имавме или како еден скратен состанок на месен комитет. Слушнав дека ќе сум надрипал бандера, па на граѓаните на општина Македонска Каменица им треба мудар, сериозен, одговорен и посветен градоначалник. Не им треба човек без морал, неработник кој само чека да дојде на функција и да ужива во привилегиите. Доволно имавме искуство со такви и видовме докаде не доведоа. Но ние од 2009 година започнавме со сериозна работа и ја градевме новата општина Македонска Каменица. Отворихме канцеларија на управни служби на МВР, отворихме канцеларија за Центар за социјални работи, отворихме канцеларија на Агенцијата за вработување, отворихме канцеларија на Управата за јавни приходи. Она што ми е посебно драго и што влегува во историјата е што овој период општина Македонска Каменица доби средношколски училишен центар, кој што го носи името на нашиот герој Миле Јаневски Джингер. Или пак да ги споменеме проектите од инфраструктурата, асфалтирани голем број на улици во централното градско подрачје, во малскиот дел од општина Македонска Каменица, во селските средини, на 20 километри локална патна мрежа за само 2 години, наспроти 15 километри за 13 години во изминатиот период. Целосно се осветлени улиците во централното градско подрачје и ако 2009 година живеевме во мрак, изградени се тротоари на сите сообраќајници, изградени се паркинзи во централното градско подрачје во површина од над 1500 метри квадратни, регулација на речното корито и уредување на кејот на река Каменичка, набавка на нова градежна механизација и ново возило за смет во јавното предпријатие. Изградени се нови згради за потребите на местните заедници во најголем дел од селските средини, кои што и денес се градат. Урбано е изграден и уреден нов градски плоштад во Македонска Каменица со површина од 2500 метри квадратни, каде можеме секогаш да одржуваме разноразни свечености. И оно што е многу значајно за граѓаните на општина Македонска Каменица, во петок, на 22 март, во 17 часот, свечено ќе биде пуштен во употреба современиот градски пазар, кој ќе биде еден од најубавите и изграден по сите најсовремени стандарди во Републиката. Бидејќи многу пати нашата опозиција зборуваше за неговата вредност, ќе ве молам за внимание и ќе ви кажам колку е таа. Неговата вредност за изградените две ламели ќе биде околу 30 милиони денари и со домаќинско работење тој ќе биде вратен за 8 до 10 години. Или да направам споредба колку чини помалку од една фудбалска сезона кога поранешниот градоначалник како добар спортист даде амин да се потрошат 1.200.000 марки. Или чини колку управната зграда на рудникот Саса, за која не лажеа дека ќе биде општинска зграда, па се ја купија за цена од 120.000 евра да си направат ресторанти и пицерии. Почитувани, денес заеднички треба да се заблагодариме на поддршката на владата на Република Македонија и на премиерот Никола Груевски, на вице-премиерот Владимир Пешевски, на пратениците и на сите поддржувачи, бидејќи со наш ангажман и со нивна поддршка ги реализиравме следните проекти. Изградивме училишна спортска сала во средното училиште. Ги изградивме девијацијата во село Косевица. Изградба на локалниот пат во село Саса до Капеганска мала. Изградба на патот во Тодорци до Паламарска мала. Изградба на локалниот пат во село Саса до Ристовска мала. Реконструирана зграда на средното општинско училиште. Реконструиран кров на спортската сала каде што сега се наоѓаме. Дека нашата општина е лидер по проекти финансирани од интернационални организации,
Зборуваат и многобројните проекти од ИПА фондовите за прекогранична соработка. Изградена е трапезарија за народна кујна и целосно реновирана кујната во детската градинка Бамби. Подготвена е документација за современ културен дом. Склучен договор за уредување и изградба на манастирскиот комплекс Еленец во село Цера. Склучен договор за изградба на пензионерски дом во село Саса. Единствено во нашата општина UNDP финансираше изградба на противпожарен дом. Почитувани, сите овие проекти можеле да завршат и во некоја друга општина, ама со наш ангажман се реализирале токму во Македонска Каменица. Ако до сега се посветивме на инфраструктурата, ние размислуваме стратешки и во периодот кој што е пред нас, покрај инфраструктурата ќе се посветиме на социоекономски проекти, проекти за нови работни места, за задржување на младите во општината. Програмата што ви нудиме за наредниот период не е програма на празни ветувања, туку програма настаната врз основа на вистинските потреби и можности на општина Македонска Каменица и чијаста реализација вие ќе ја следите последните 4 години. Носени од задоволството дека во нашата општина се враќа сјајот на општина лидер по проекти и општина на гордите долюбиви граѓани, уште повеќе сме мотивирани со искуството и со знаењето да покажеме дека можеме многу повеќе. Во нашата програма, во делот на локалниот економски развој, главни проекти ќе бидат отварање на индустријска зона во општината, за која подготвивме детален урбанистички план, изработивме проектна документација, започнуваме со анимирање на инвеститори и се надеваме дека во летниот период првите инвеститори ќе градат во нашата индустријска зона. Отварање на канцеларија за економски развој и развој на стопанството, која ќе биде поддршка за сите заинтересирани за инвестиции. Во делот на инфраструктурата ќе ги асфалтираме улиците Ленинова, Пиринска, Кејска од двете страни на река Каменичка, улицата Питу Гули, улиците во Струјевска и во Карадачка Мала. Ќе ги доизградиме и асфалтираме улиците Миле Јаневски, Джингар и Даме Груев. Ќе ја поврземе улицата Маршал Тито со улица Методи Митевски Брицо. Ќе продолжиме со изградба на тротоари на периферните улици, на Осаговска, Индустријска, како и на 14 јуни. Ќе ги завршиме започнатите локални патишта во село Тодоровици, Луковица и Саса. Во 2013 година ќе започнеме локални патишта во село Косевица, село Павлиш до Чачка Мала, во Моштица до Прекопо и уште неколку локални патишта во село Саса, како и локалните патишта во село Цера, село Дулица и село Костиндол. Во делот на урбанизмот и животната средина ќе реализираме изградба на 3 моста, и тоа кај Павлишдол, во местноста Раздол и во Саса. Уредување на новите градски гробишта и изградба на капела. Реконструирање на просториите од градскиот базен. Продолжување на проектот за изградба на згради за местните заедници. Нов генерален урбанистички план и проширување на сегашниот. Продолжување на проектот за поставување на големи контейнери во селските средини. Ангажирање на сезонски работници за одржување на јавните површини и подобрување на јавната чистота. Доизградба на кејот на река Каменичка. Изградба на запад за запатење на дополнителни води на река Горештица, со што филтер станицата целосно ќе биде ставена во употреба. Изградба на пречистителна станица за отпадни води, проект кој ќе биде регионален. Изградба на систем за централно наводнување на зелените површини, кои што ги имаме многу, и хортикултурно уредување на кејот на река Каменичка. Во делот на образованието ќе го реконструираме кровот на зградата од основното училиште Кирил и Методи. Ќе субвенционираме курсови по информатика, англиски и германски јазик за возрастни и за лица со посебни категории. Ќе изградиме едно монтажно училиште во село Моштица, кое што веќе е запознато. Општината ќе продолжи да ги стипендира на најдобрите. Во делот на спортот ќе продолжиме со поддршката на спортските клубови. Ќе изградиме простории за пресеблекувални на градскиот стадион. Со Агенцијата за млади и спорт ќе изградиме едно повеќе наменско спортско игралиште, како и изградба на еден двоен терен за тенис. Ќе изградиме нови малски мини спортски игралишта, кои ќе ги лочираме во сите поголеми урбани заедници. Ќе организираме спортски надпревари и турнири кои ќе се одржуваат на територијата на нашата општина. Во наредниот период на полето на информатичкиот развој ќе работиме на оспорување на следните проекти: спроведување на бесплатни обуки за информатичка технологија за сите категории на граѓани, продолжување на проектот за бежичен интернет на целата територија на општината. Во делот на земјоделието ќе донесеме програма за рурален развој,
Ќе отвориме канцеларија за информирање на земјоделците и помош при аплицирање за субвенции и проекти. За подобрување на здравствените и социјалните услуги ќе го санираме кровот на здравниот дом во Македонска Каменица. Преку одлука на Совет ќе набавиме медицинска опрема и апаратура во здравствената станица во Македонска Каменица. Ќе отвориме центар за дневен престој за деца со посебни потреби, кои што денес мора да патуваат во Делчево. Ќе продолжиме со доделување на еднократна парична помош на лица со ниски примања и лица со заболувања, како и со доделување на еднократна парична помош за секое новородено дете, кое што досега изнесуваше 3000 денари, а од оваа година 2013 изнесува 6000 денари. Тоа што е ново за нашата општина е тоа што ќе доделиме ваучери за бесплатен превоз во пазарен ден петок од сите селски средини за лицата кои ще се со пониски месечни примања од 5000 денари. За подобрување на условите за развој на културата, ќе реконструираме зградата на киносалата и ќе изградиме нов современ културен дом. Исто така ќе продолжиме да ги поддржуваме невладините организации од општината и ќе ги прифатиме сите прогресивни идеи за развој на нашата убава Македонска Каменица. Еден од најзначајните проекти за нашата општина, кој слушнав дека пред некој ден нашата опозиција си дала рок до 2017 година, за кој што имаме поддршка од владата, е реконструкција на секундарната водоводна мрежа во централното градско подрачје, проект кој што чини 330.000 евра. А јас ве поканувам во среда сите заедно да поставиме камен темелник и да го одбележиме започнувањето на овој проект, кој целосно ќе биде завршен оваа 2013 година. Над 107 нови проекти содржи оваа програма. 107 проекти кои што ќе бидат реализирани во овој 4-годишен мандат, како што ги реализиравме и претходните кои што ги предложивме пред вас во 2009 година. Почитувани присутни, бидејќи многу се зборува за мене овие денови, јас ќе зборувам само 1 минута за моите противници, иако тие не ме вадат од уста. Сакам да ве потсетам дека кога кандидатот за градоначалник беше директор на јавното предпријатие, заедно со тогашниот градоначалник го продадоа хотелот Саса, или попознат како Самачка, за 120.000 евра, иако тој денес е проценат на 300.000 евра. Каде е остатокот од парите, почитувани пријатели? Истите го продадоа и ресторантот Ливада за ниска цена. Го продадоа ресторантот на базентот и пресувлекувалните на фудбалскиот клуб Саса, а од стадионот направија пасиште. И пред некој ден, најзгора од се зборуваат за трудот на рударите. Го повикувам поранешниот градоначалник или да одговори јавно, или да ги врати на рударите во проекти оние 70.000 евра кои ги зема од рудникот Саса за да си направи пицерија и хотел. И да каже на овие граѓани јавно како се зафалувал на газдите дека ќе го затвори рудникот ако не им ги даде тие пари. И најжално од се е тоа да каже дека сум немал комуникацијски вештини. Човекот кој не знае да напише порака на телефон и кој што секој ден се фали дека секој ден ќе сече глави, да вистина жално почитувани сограѓани што е така. Во изминатите 4 години ние не продадовме ниту еден квадрат државно земјиште, не продадовме ниту еден објект кој што бил изграден во минатото и ниту со еден денар не ги задолживме граѓаните на општината. Нашите противници си ја продадоа душата, но и гласачите, за да направат коалиција од интерес. Да си поделат неколку места на советничката листа за личен интерес и мислат дека ќе ги лажат граѓаните и дека гласовите ги имаат во торба. И ние, почитувани граѓани, имаме коалиција, ама нашата коалиција е со граѓаните на општината, со секој еден кој што има проблем и ние сме му подале рака. И затоа нашата коалиција е најсилна и секогаш победува. Денес зборуваат дека сме имале буџет и дека лесно се работело во општината. Се беше исто и од 2005 до 2009 година.
Само градоначалникот и локалната администрација и подржувачите не беа исти. Тогаш работното време на општината беше од 12 часот попладне до сабајле во неговиот гранд ресторант. Таму се подпишуваше, таму се земаше рекет, таму се продаде пола од општината и кажуваат дека сега ќе направеле многу. 13 години направија само долгови и поделби по меѓународот, сега ќе направеле. Правите си во вашите пицерии, хотели, ресторанти, продавници, ама никогаш повеќе во општина Македонска Каменица. И сакам да кажам јавно дека ќе ги тужам заради тоа што од мојата програма направиле плагијат, ми ја препишале и сега одат по селата и ги кажуваат како нивни проекти. Граѓаните не забораваат каква беше општината пред 4 години, кога бевме една од најзадолжените општини во Републиката и последна во регионот, како што не ги забораваат и нашите културни настани, нашите проекти, постигнуваа и привилегиите денес да бидат граѓани на една од најуспешните општини во регионот. Ценете пријатели, ние покажавме дека живееме со вас, со вашите проблеми, секојдневно споделувајќи ја болката или пак радувајќи се на успесите. Ние покажавме дека сме вашиот отворен телефон, дека сме секогаш овде, дека општината е за граѓаните и во рамките на можностите постапуваме, реализираме. Така ќе биде и во периодот кој е пред нас. Земјички ќе ја градиме иднината на нашата општина. Во следните неколку денови на сите блиски, роднини, пријатели пренесете една порака. Секој нека добро размисли во каква општина се живееше пред 4 години. Каква беше таа и дали се движевме напред. Ако сака општината да биде уште по-просперитетна и успешна, нека застанат на страната на трудолюбивите, одговорните, честните и посветените. А ако не ја сакаат, тогаш нека застанат на страната на тие 15 луѓе кои го затворија рудникот, кои го распродадоа имотот на општината и сакаат да го вратат времето назад. А ние, како ВМРО ДПМН, како влада, како локална самоуправа и како тим, продолжуваме посветено. Многу направивме, меѓутоа не завршивме. Со вашиот глас на престојните локални избори, директно ќе учествувате во креирањето на политиката за просперитет на нашата општина. И ќе повторам, ВМРО ДПМН победува и тоа со триумф на овие избори. И ќе покажеме дека сите што размислуваат здраворазумски и сите прогресивни сили се на една страна. И сакам на крај да ви ја препорачам победничката одлука за 24 март. А таа одлука е да гласате за број 19 за кандидатот за градоначалник и за бројот 4 за советничката листа на ВМРО ДПМН. Со тоа гласате за нашата подобра иднина, почитувани граѓани. Во периодот кој што е пред нас, ќе се посветиме на нови дела за нов напредок, нови дела за општина Македонска Каменица. И тогаш, како и денес, не зборовите ќе оставиме делата да зборуваат на нас. Сите посветено да славиме на 24 и да бидете живи и здрави со добра мисла, да живее ВМРО ДПМН, да живее